Есенската сеидба во Кочанско ќе биде неуспешна на полињата што беа зафатени од поплавите. Прекината е вегетацијата на житните култури, откако тие целосно се најдоа под вода, па земјоделците се разочарани што наместо очекуваниот приход ќе претрпат уште една загуба на родот. Немоќно ги гледаат нивите што се преполни со вода од која ѕиркаат веќе пожолтените и уништени листови. Најмногу штета ќе претрпат земјоделските производители од општина Чешиново Облешево, посебно во атарите на селата Чифлик, Облешево, Уларци и Чешиново. Те попари житота. Попарени се тоа, више жито што е поплавено, тоа више не бива. Тоа више готово, ликвидира. Јаво е, виж, како е се вода, се и не бива тоа жито. Тоа поплавено и готово. Со осенцето кој ќе опече, тоа го попари. Повторно да се се? Повторно да се, касно е, кога ќе се. Само пролетнина. Пролетна ченица, пролетен ечемент, такви работа, ама питање. Слична е состојбата и во нивите во атарот на селото Облешево, па и овдешните земјоделци не се големи оптимисти. Има жито оваа година, од времето ништо нема да биде, нема време кога да се сее, од водата се скапа. Знак прашање, скроз само горе кро, нешто неколку извадат, а овдејка земјоделието не бива. Нити пченици, нити ечмени се е скапано од водата. Многу е вода, тоа е неверојатно. Има ли можност да се повторно преора и да... Нема, касно е за се, не може ни да се исушат нивите, виш. Касно е, времето си отиде, касно е кога ќе се сушат, што ќе се пролетнина, ништо не бива, виш. Локалната самоуправа на општина Зрновци пак веќе презема конкретни мерки за да им помогне на земјоделците кои ќе имаат штета кај есенските култури. Граѓаните ќе можат да ги пријават штетите во општината, ние понатаму ќе ги препратиме до Министерството за земјоделие. Исто така ќе се направат и агротехнички анализи на почвата за да се види дали е загадена. Со тоа ќе се знае и што кои мерки ќе се преземат. За сега никој не може со сигурност да каже колкава ќе биде вредноста на директната штета што ќе ја претрпат земјоделците во регионот. Со оглед што од поплавите беа зафатени над 2000 хектари земјоделско земјиште, прашање е дали навреме ќе се стигне и со подготовките за пролетната сеидба. Првичните претпоставки дека во Пелагониско ќе има штети од неколку милиони евра, најверојатно нема да ги заобиколат ни земјоделците во Кочанскиот регион.